10 филмови номинирани за најдобар филм на Оскарите оваа година, подредени од најлош кон најдобар според мене. Најодвратниот филм што го имам гледано во мојот живот никако за луѓе со слаб стомак. Единствено мора да земе Оскар за шминка, за тоа маските како ги прави, тоа мора да земе, тоа е лудило. Ова е филмот поради каквите сестра ми знае да каже дека гледам само глупи филмови за Оскар, дека има квалитет и има. Мене ми беа интересни ко првите 30 минути, после ми стана многу досадно и само чекав да заврши. Номиниран е за 13 Оскари, што е најмногу годинава. Според вистинска и многу потресна приказна, ама целиот филм, ја не можам да се концентрирам толку на приказната, поради тоа што целиот филм е снимен во прво лице, гледаме кој што гледа он од неговите очи, а не го гледаме ние во трето лице кој што сме навикнати и цело време онака се тресе све и да му се слоши на човек и само поради тоа седмица. Ако сте фан на ликот и делото на Боб Дилан, ќе ми биде топ, мене ми беше онака, глумата на Тимоти топ. Одличен, ама филм што трае скоро 4 сати, од мене никош нема да добие повише од 8. Тажна, сурова, вистинска приказна. Оваа типка тука, Фернанда Торес, мислам дека годинава мора да земе Оскар за најдобра актерка. Ми беше интересно прв пат да видам каков е процесот да се одбере нов папа и што све се случува позади таму додека се случува тоа. Топ приказна, топ глума. Толку не сакав да го гледам, поради тоа што Аријана и Синтија само што од фрижидер не ми искочија годинава со промоција на филмов, а не зажалив на крај, многу јака деветка, заслужува да земе доста Оскари. Хаотично, срцепарателно и смешно и тажно истовремено, сурово, реално. Првата половина од филмот дури доста полоша, ама на втората половина поправи све. За мене најкомплетниот филм оваа година што не можам да му најдам замерка да му ставам ништо подолу од 10, ремек дело од научна фантастика и визуелни ефекти, буквално преквалитетна секоја сцена, според мене и уште подобар од првиот. Дали ти имаш гледано некој од овие филмови и кој според тебе треба да земе Оскар годинава за најдобар филм?